Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Системот на Зоран Заев за црпење на народни пари во семејни и фирми блиски до партијата на големо бил инсталиран и во општина Штип. Благој Бочварски, СДСМ, тоа го правеле со цел буџетските пари кои штипјани ги плаќале преку даноци да завршат на сметките на фирмите блиски до семејството Бочварски или партијата. Денес ќе презентираме уште еден тендер кој општина Штип или фирми под директна надлежност на општина Штип ги доделувале на фирми блиски на доскорешниот градоначалник на Штип Благој Бочварски. На ден 31 октомври 2018 година, значи една година откако станал Бочварски градоначалник, повторно јавното предпријатие Стипион 2011 доделува тендер по пат на јавна набавка на семејна фирма на Бочварски, Пелагонија инженеринг ДОО Штип, која е застапувана од неговиот чичко, каде што јасно може да се види и во овој документ кој што е јавен. Тендерот е со намена набавка на услуги за градежни машини, односно по-конкретно работа со булдожер. Повторно и денес, како и вчера, не верувам дека фамилијата Бочварски се единствените кои што имаат булдожер како компанија во тој регион. Ова е класичен начин на цицање на пари од граѓаните преку општинските предпријатија. Да подсетиме дека општината на Благој Бочварски, кој што е доскорешен градоначалник во Штип, само еден ден откако стана министер за транспорт и врски, преку институцијата која е под општинска надлежност, доделила милионски тендер на фирмата Делукс ДОО, фирма во која што исто така сопственици се неговиот татко и неговиот чичко. Исто така, на 8 ноември 2019 година, време кога тој е градоначалник, една од неговите семејни фирми, Пелагонија инженеринг ДОО Штип, за која што говориме и денеска, каде управител е Владимир Бочварски, неговиот чичко, добива неколку договори за јавни набавки за услуги на градежни машини, исто од јавното предпријатие Стипион 2011, предпријатие кое што е основано од општината. Почитувани, Бочварски може да се прави недоветен колку сака, ама ако општинските предпријатија и институциите под општинска надлежност склучувале тендери со неговите семејни фирми, де факто значи дека општината која тој е управувал го правела тоа. Ова е скандалозно и ова говори дека тој можеби директно влијаел семејните фирми да се богатат на сметка на општинскиот буџет и на сметка на грбот на граѓаните на општина Штип. Овде постои сериозен сомнеж за злоупотреба на службена должност и криминал. Антикорупцијска комисија сите овие случаеви треба да ги испита и процесуира и ако се докажат овие наводи да ги санкционира. Воспротивно се соучесници на криминалот, како впрочем што и до сега, бидејќи молчат. Благодарам.